Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. За 10 дена може да почне откупот за новата тутунска реколта. Од денеска до петок почнуваат да се верификуваат мострите на тутун во Институтот за тутун. За соработка и решавање на реалните потреби на граѓаните. Транспарентно, вратата на општината ќе биде отворена за сите граѓани, најави градоначалникот на Прилеп. Во атарот на село Рилево, мечка нападнала човек кој собирал печурки во шума. Низ Прилеп возел со повеќе од 100, не запира лудилото меѓу возачите. Времето денеска променливо и дождливо. Во Прилеп наврнаа 5 литри дожд на метар квадратен. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Започнуваат подготовките за откупот на новата тутунска реколта. Од денеска почнаа и верификациите на мострите на тутун во Институтот за тутун, што ќе трае до петок. Председателот на Сојузот на тутунското здружение, Кире Ристевски, вели дека за 10 дена може да почне откупот за новата реколта. Во моментов од понеделник почнува да се верифицира мострите на тутун во Институтот. Тие ќе биде од понеделник до петок, на 17 компаниите може да ги подигна мострите, така да на 18 може да ги отвора пунктовите. Еднако ние како Сојуз сме спремни за да почне откупот на тутун, имаме капацитет да ги покриеме сите ваги кои годинава изнесуваат 337, што никогаш не била толкава бројката на откупни ваги, така да се очекува тутунот да се купи што побрзо и со добар квалитет. Годинашната реколта на почетокот тоа што го имавме, да речем, времето непогодно за производство на тутун со немање на дождови, се очекуваше негде околу 18-19 милиони на килограм на тутун, меѓутоа со касните дождови се проложи вегетацијата на тутунот и негде очекуваме околу 20 милиони килограми тутун да има сигурно. Наспроти од купувачите кои тие преферира дека има 26 милиони, меѓутоа јас викам камо среќа да имаме толку, меѓутоа не количината не е толкава. 22 милиони килограми тутун. Ова реколта ни тежи. За соцените се уште сме во договарање со компаниите. Во моментов не можам да излезам точно со она, меѓутоа можам да тврдам дека ќе биде подобро платен него ланската реколта. Прилеп добива директна комуникација со градоначалникот. Продановски започнува средби со граѓаните. Градоначалникот на општина Прилеп Дејан Продановски денеска најави нова иницијатива за директна комуникација со граѓаните преку редовна отворена средба што ќе се одржува секој четврток од 10 часот во просториите на општината. Како што соопшти Продановски, секој жител на Прилеп ќе има можност лично да разговара со градоначалникот и да ги изнеси своите прашања, идеи и предлози поврзани со локалната заедница. Вратата на општината ќе биде секогаш отворена. Нашата цел е транспарентност, соработка и решавање на реалните потреби на граѓаните, порача Продановски. Средбите со граѓаните ќе се закажуваат секој работен ден од 9 до 15 часот на телефонскиот број 075 22 99 15. Со ова иницијатива општина Прилеп воведува нов модел на директна достапност и отчетност кој треба да овозможи поблиска врска помеѓу локалната власт и граѓаните.
Возрасен маж е тешко повреден откако вчера предплане бил нападнат од мечка во атарот на селото Рилево, општина Долнени. Возрасен маж е тешко повреден откако вчера предплане бил нападнат од мечка во атарот на селото Рилево, општина Долнени. Нападот се случил околу 10 часот наутро, додека мажот собирал печурки во шумскиот предел. Од нападот на животното тој се здобил со тешки телесни повреди. Повредениот бил забележан од ловџи, кој веднаш го пренесле во болницата во Прилеп. Поради сериозноста на повредите и потребата од специјалистички третман, мажот подоцна бил транспортиран во клиниките во Скопје. Се чини дека се џабе апелите од Министерството за внатрешни работи да се вози внимателно. Возач возел 104 км на час во Прилеп, на место каде што е ограничено на 50 км на час. Настанот се случил на улица Карпалак во Прилеп, каде несовесен возач во саботата попладне возел со неверојатни 104 км на час, на место каде што ограничувањето на брзината е 50 км на час, извести прилепската полиција. Неодамна Министерството за внатрешни работи упати апел до граѓаните да возат внимателно, затоа што стапката на смртност во сообраќајни несреќи во Македонија е огромна. Само на почетокот во ноември 5 луѓе го загубија животот во сообраќајки. Во саботата на 8 ноември 2025 година полициските службеници од Прилеп кои со радар мереле брзина на возило забележале дека 40 годишен маж НЦ од село Кошиново од општина Долнени управувала ауди со прилепски регистарски ознаки и возил 104 км на час, двојно повеќе од дозволената брзина во населено место. По документирање на овој случај, против лицето НЦ ќе следува пријава од Кривичниот закон за безобзирно управување со моторно возило. Временска прогноза. Времето денеска врнежливо со температура до 12 степени Целзиусови. Во Прилеп наврнаа 5 литри дожд на метар квадратен и утре продолжува врнежливо време со појава на локални грмежи. До утре, предпладне, ќе се задржи претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а веќе во среда дождот ќе биде пороен и пообилен со услови на појава на грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.